Фудбалските прволигаши продолжуваат со забрзаниот ритам на одигрување на првенствените кола. Веќе утре на програмата ќе биде вонредното 31 коло. Екипата на Ренова на домашен терен ќе го пречека составот на Шкупи. Гипсарите од Джепчиште се на 5-тата позиција на табелата и атакуваат на излез во фудбалска Европа. Нивниот противник е на 7-то место и Грчевито се бори за избегнување на баражот за опстанок во првата лига. Фудбалерите на Шкендија ќе имаат незгодно гостување во Прилеп против Победа. Противникот на Шкендија, слично како и Шкупи, се бори за избегнување на баражот, додека тетовските фудбалери се сигурни на втората позиција со обезбеден излез во фудбалска Европа. На останатите надпревари од 31-то коло на првата македонска фудбалска лига ќе се сретнат Брегалница Вардар, Македонија Ѓорче Петров Силекс и Работнички Пелистер. Сите надпревари се играат утре со почеток во 16 часот. Вечерва започнуваат полуфиналните возбудувања во фудбалската лига на шампиони. На првиот надпревар кој ќе се одигра денеска со почеток во 20 часот и 45 минути ќе се сретнат големите мадридски ривали Реал и Атлетико. Овие две екипи два пати играа во финалните надпревари во претходните 3 сезони. Во 2014 година во Лисабон Реал Мадрид беше подобар дури по продолженијата со 4:1. Минатата сезона во Милано Реал повторно беше подобар, но овој пат по подоброто изведување на пеналите. Интересно е тоа што и двата надпревари завршија 1:1 после регуларните 90 минути. Токму поради ова, но и големото ривалство кое го имат и во домашното првенство, очекуваме интересен и возбудлив надпревар, во кој Атлетико ќе бара одмазда за двете загубени финалиња. Надпреварот ќе се одигра на стадионот Сантиаго Бернабе во Мадрид, а реваншот е закажан за идната седмица.